Здраво и добродојавте уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме за репарација на генските мутации и ќе спомнеме накратко за мутациона стапка, но општо речено ќе збориме прилично малку. Значи во молекуларна биологија повеќе ќе се задржиме на механизмите на генска репарација. Сега во склоп на генетика едноставно само ќе ги спомнеме. И да започнеме. Значи првиот механизам кој го спомнавме на некој начин за генска репарација е при репликација на ДНА. Значи знаете како што си имавме една верига која си има одредени азотни бази и при репликација нели синтезира нова комплементарна верига на нејзе, така вака, која ќе има своји нели азотни бази. Сега да речеме дека добро се синтетизира и дека тука се наоѓа некаде ензимот и тој нели се движи во оваа овдека насока и се става нова верига постојано. Ево овдека ќе ја продолжиме. Да ставиме. Сега да речеме дека тука некаде се направила грешка. Ќе оставиме со црвена боја. Значи ова овдека е грешна азотна база, но овој ензим кој ја продолжува веригата, ова полимераза, дали тоа ќе биде полимераза 3, кај прокариоти, таа не приметува кога ќе се направи грешка. Таа си тера, така таа си додава нова верига и нови азотни бази постојано. Но има друг ензим кој ќе обележиме со жолта боја, нека биде. Ќе направиме вака како еден скрининг кој постојано се движи наназад од спротивно од насоката на репликација. Така, значи ова жолто е исто ензим, тоа е ензим, значи протеин, кој се движи обратно од полимеразата која прави нова верига. И она како што се движи го анализира растојанието помеѓу двете вериги. Значи ако имаш едната верига, имаш другата верига, знаеме дека растојанието ги помеѓу двете азотни бази, така ева ќе бележиме азотни бази со сина боја. Растојанието беше приближно, мислам дека беше 0,3 нанометри. Така, значи 0,3 нанометри. Сега овој ензим, значи се враќа наназад и анализира унаводници нормално, тоа не е нешто си живо, тоа е едноставно ензим. Дали растојанието е 0,3? Добро, не беше баш 0,3, беше 0,28, 0,29, но ако не е тоа значи дека се вградил погрешен нуклеотид. И што прави? Тој, всушност, например, ако грешката е овдека, ќе обележам со црвена боја, тој ќе ја најде кај е полимеразата, таа нели што се синтетизира во оваа насока, ќе остопира процесот, ќе ја избрише целата оваа верига назад, се додека не стигне до тоа место, ќе го поправи местото и повторно ќе ја синтетизира целата верига од почеток. Така. Значи ова е екзонуклеазната активност на овој жолтиот ензим. И сега ќе симплифицираме како тоа всушност работи. Значи работи на начин што, например, ако би имал ти на Word и треба да куцаш нешто, да само ставам помали букви. Треба да куцаш нешто и например куцаш, ја ќе биде А, CG. Така натаму, нема врска. Да го поместиме малце. Сега, например, грешката е овдека. Например, не треба дека биде Т, треба да биде Г. Но се ставило Т. И сега тој жолтиот ензим, што го видовме, што има екзонуклеарна активност, примети дека има грешка. Сега тој не може едноставно да го селектира тој нуклеотид, да го отстрани и да го стави правилниот. Него тој мора да избрише се до тоа место, да го стави правилниот, па да дополни како беа сега, не ги запамтив. Значи брише се назад, се до местото, поправа и после пак го прави од почеток. Значи не може само да го избрише и да го поправи, него мора се што било тука да избрише па да го поправи. Значи тоа е едниот првите начини кои ги разгледавме за ДНА репарација при процесот на репликација, но постојат голем склоп други начини кои се многу покомплексни, многу поорганизирани. Сега ние ќе разгледаме само некои, ќе ги разгледаме со слики. Но пред всушност да спомнеме механизмите, можеме да спомнеме дека самите клетки си имаат заштита да превенираат мутации. Значи секогаш е подобро да се превенира него да се лечи, значи како што си е клетка, нели имаме јадро. И сега нели рековме дека тоа може биде оштетено од УВ или од различни физички реагенции, така од топлина, например ако се зголеми топлината. Сега за сите тие или спрема некои хемиски агенции, оксидативно оштетување, така од 2 со електрон,
Спрема сите различни фактори, клетката си има начини да превенира, да не бидат до толку штетни. Например, кај УВ, например, рековме кај растителните клетки има леукопласти, кои се околу јадрото за да го апсорбираат УВ да не стигне до јадрото. Спрема топлина има одредени протеини кои се наоѓаат, хаперонини, односно хит шок протеини, кои се тука да држат одредена зголемена стабилизација на протеините, поради тоа ќе се намали шансата за мутација. Спрема овие слободни радикали има други протеини, односно ензими како каталази, супероксид дисмутази, кои всушност ги отстрануваат овие радикали. Не ги отстрануваат, ги врзуваат со протони, со водород, но важното е ги отстрануваат на некој си начин што нема да тие да стигнат до јадрото и да предизвикаат оксидативно оштетување на ДНК. Значи постои начин на превенција, но сепак ќе се случи некоја мутација и ќе биде потребно да се активираат други системи. Сега, еден од начините на кои може да се превенира, односно да се поправи мутација, е транслезиска ДНК синтеза и едноставно нема нешто многу да спомнеме, него ќе речеме, нели како што си имаме на вериги, рековме дека може, например при депуринација да се отстрани назад на база и таму ќе оставиме празно место. Така и сега треба да се синтезира нова верига. И ние кога зборевме, рековме дека кога се синтезира нова верига, таа ќе прекине, бидејќи едноставно не може тука да се вгради комплементарната, така како иде вака, и сега не може тука да се вгради комплементарната азотна база, бидејќи овдека од другата страна нема ништо. Поради тоа синтезата би прекинала до овдека некаде, така. И немаше ништо понатаму да се случува. Но постојат ензимски комплекси кои што возможуваат синтезата да си продолжи, значи ја форсираат на сила и го оставаат тоа празно. Значи овдека ќе стават, овдека го става по случаен избор некој си и овдека тие си ги продолжува. И ова се нарекува тоа форсирање да се одвива репликацијата до крај, иако има проблем. После ќе тераме, после ќе го решиме проблемот, ти се врши си репликација. И од кога ќе се направи репликацијата, потоа доаѓаат други ензимски комплекси, SOS одредени комплекси, кои ја поправаат грешката која била кај првата верига, значи ќе додадат тоа тука. И затоа тука што ќе додадат, ќе биде комплементарно на тоа овдека што се внело по сила. Бидејќи ова што го внесе, таа транслезиска ДНК синтеза, која ја форсира да се случи репликацијата, е всушност по случаен избор. Така, и сега во зависност што е тоа, комплементарно ќе биде тоа што ново ќе се внесе од другата страна. Сега ова може да биде проблем. Например, ако првично било наменето тука да биде Т, значи овдека би требало да биде А, но бидејќи Т фалеше, така рековме дека овдека е празно, овдека ова синото може би се внело С. Така да сега кога ќе се пополни ова овдека, со бела обоја што го бележам, ќе треба да стават Г. Така што било ова место наменето за АТ, ама сега имаме ГЦ. Едноставно на некој начин 50-50 е, дали ќе биде мутација или ќе биде ништо нема да биде. Сега ќе разгледаме друга пост репликацијска репарација, значи ова се случува кај мутации кои избегнале таа екзонуклеарна активност на овој жолтиот ензим претходно што видовме. Сега ќе ставиме тука една слика и ќе објасниме полека, прилично брзо. Значи си имаме ново синтезирана, сега ќе бележам, горната, долната е урнек. Сега, како што се синтезира веригата, со тек на време што е постара, повеќе и повеќе вакви метил групи се додаваат. Бидејќи оваа горе темносинава е нова, уште не е додадена метил група анеза. Значи она нема метил група овдека дадена на одредена секвенца, да се прави од страна на други ензими, но нема додадена. И така, на тој начин, овој розевиот ензим доле што го гледате, знае која е нова, која е стара верига. Така. Ето, овдека е бележено дека овдека имаме погрешно спарена база. Сега доаѓаат овој комплекс од ензими, овие два розево-виолетови со овој портокаловиот врзани, и всушност прават еден прекин тука, значи као што нема метилација, значи таа знае дека е новата, и овдека прават прекин. Така и се отстранува цел тој сегмент и потоа едноставно се репарира, повторно со лигаза и полимераза. И сега се става правилното, односно А, така. Т, горното е А си беше. И ова е еден начин на репарација, значи ако веќе е избегната оваа екзонуклеарна активност, ова е втор степен на заштита. Значи се крати целиот тој дел и на крај целиот се поправа со лигаза и полимераза.
Друго, постојат механизми на директна репарација, че дека ќе ставиме број 3. Директна репарација каде што реков нека може азотната база да биде изменета од која веќе значи директно индуцирана мутација, така веќе е вметната, значи не е ова при репликација, него некој си хемиски агенс, знам со сина боја, делувал врз азотна база и таа се променила така од гуанин, станало 6 метил гуанин. И сега постојат ензими кои, например, дека е 6 метил гуанин, ДНА метил трансфераза, која всушност прави конверзија каде што повторно ја враќа во нормална азотна база. Значи, нели имавме нормална, па таа под дејство на одредени хемиски агенси помина во видоизменета, значи ова беше директна индуцирана мутација, и сега под дејство пак на ензим, под директна репарација, тоа наречено, се враќа во како што треба да се биде. Затоа е многу сложено како ензимот знае кај да најде, како специфично се врзува, како ја отстранува. Но ова е значи само една општа слика. Веќе во толку детали ако се навлегува, тоа е веќе многу со хемија поврзано со физика и така натаму. Друг начин кој ќе го разгледаме, ближиме четврти, е со базна екцизија. Така, ево, ја ставим сликата, местиме малце. Каде што едноставно, значи си имаме дека погрешно или оштетена база или погрешно спарена, се отстранува, станува апуринско или пиримидинско место. Сега не може да се додаде само азотна база, може, постојат други механизми, или преходно разгледавме дека може всушност да се додаде азотна база овдека, но постојат и други механизми каде што не мора да се додаде азотна база, него може целиот овој нуклеотид да се отстрани и едноставно да се стави нов нуклеотид, кој ќе биде правилен со правилната азотна база и после лигазата едноставно ги приспои овдека двата краеви и си е нормална ДНА. Има друг начин, ќе обележиме пети начин, каде што всушност може да се отстрани цел дел каде што е оштетена. Значи, еве, имаме на сликата, имаме тука оштетување, оштетена ДНА или создаден некој тимидински димер под дејство на УВ. И ензимски комплекс препознава, поврзува, се отвара комплементарните вериги, се стабилизираат со single strand binding proteins, SSB. Потоа едноставно се цепнува целиот тој дел и ДНА полимераза и ДНА лигаза додаваат нов дел и си е решен проблемот. Добро, тоа беше од прилика за механизмите на репарација на мутации. А сега ќе спомнеме малце за стапката на создавање на мутации. Сега знаеме, не знам дали спомнав во некој минато видео, но како што го имаме генетски материјал, да речеме дека ова линија целиот генетски материјал, многу мал процент од тој всушност знаеме дека кодира за дадени протеини. Значи само мал дел од ДНА знаеме дека кодира за некакви си протеини или пак за некакви си функционални молекули како ТРНА или рибозомална РНА и така натаму. Сега, ми текна ова го спомнав за кој зборев за генска регулација на експресија. Но остатокот всушност не знаеме зашто е. Мислам, добро, знаеме дека некои делови се, например, овој ген може да служи за регулација на некој си ген таму, но најголем дел се спейсер ДНА. Значи, едноставно пополно место, а не бидат голем дел од гените слепени, особено гени кои не се за еден метаболички пат, односно не се заедно, да бидат си раздвоени, значи interspaced ДНА, која не кодира за ништо, односно мислиме дека не кодира за ништо, може да нека се докаже спротивно. Сега, да речеме дека има некакви си зрачење. И сега, всушност, има 90% шанса дека тоа зрачење ќе удри на делот ДНА, каде што имаме наводници некодирачка ДНА, односно не знаеме зашто е, и има 10% шанса дека ќе удри во ДНА која е потребна за нешто. Така ќе предизвика мутација која би се одразила со промена некој си протеин, односно ќе има некоја си фенотипска промена. Но и да предизвика мутација, нели како што разгледавме, видео е мутација, таа може би silent sense, nonsense, missense, silent мутација и различни. Може да ги прекине двете вериги, па да предизвика кинење на делови од хромозомот.
Значи може да виден различни видове мутации, но како што видовме не сите се лоши, значи silent и не мора да го променат редословот на аминокиселини или пак може да се внесе аминокиселина која е функционална иста. Така да и од тие 10%, да речеме сега карикирам, но само 3/5 би биле навидом штетни мутации. Но и тој број уште може повеќе да се намали. Поради тоа што, да речеме, имаш некој си генетски материјал, сега да се случи мутација на некој си место, таа не мора да значи како се изрази се дека не се погледат одредени гени, бидејќи има доста фенотипски својства кои се полигени, така едноставно се носат повеќе гени, така да промена на еден ген може би нема да се изрази до толку, треба повеќе да се таргетираат. Или пак може еден ген да се одрази врз различни фенотипски својства. Така да само врз база на фенотипски својства кои се одразуваат или некои заболување, не можеме да ги одредиме сите мутации. Затоа денеска се прави скрининг на целиот генетски материјал. Така целиот буквално се секвенционира од крај до крај, секоја азотна база. И се гледа кај има отстапки. Сега ќе рече некој, добро, кај знаат дека има отстапка, например тука има А. И што, они ќе ми речат не треба да има А, треба да има Т. Ама кој вика дека треба да има Т? Што мислам со тоа? Например, викаме дека треба да има Т, а има А, значи е мутација. Но можеби треба да има А Т е грешка. Бидејќи тоа што го зијаме дека Т е точното, така дека треба да биде правилно, Т треба да биде, не треба да биде А, е базирано врз предпоставка дека за некој здрав пациент од кој земена урнек, значи ние си имаме како ДНА и кога знаеме ова е урнек, ова е ДНА која е нормална здрава, така и каде што редоследот е А, Т, Г, С и така натаму. И потоа кога ќе видиме некоја нова ДНА која ние сме секвенционирале и ќе видиме дека тука нешто не е правилно, викаме дека ова е мутација. Но можеби кај првиот човек од кој сме земале како урнек дека тој е здрав, може да и кај него е мутацијата, а оваа може да е здравата. Затоа се прави у наводници средна вредност, се анализираат многу луѓе, па се вади која е најоптимална, но секогаш има варијации. Тие варијации не мора да се штетни, можеби се позитивни. Но добро, имаме многу клетки, под дејством сме на многу фактори од средината и од самиот организам, така што постојано се случуваат мутации. Но затоа ги имаме овие репарацијски системи кои ги зборевме претходно, да ги поправаат тие мутации. Но сепак не сите мутации се поправаат. Ама сега тоа не е некој си проблем, например на клетка можеби има некоја мутација, и како што рековме, и да не се поправи, можеби не е штетна, така не е проблем. Но и да умре една клетка, ако таа е соматска, голема работа, така. Значи ќе умре една клетка, ништо по... Тоа постојано се случува, значи умираат неколку си милиони клетки дневно во секој организам, така да не е некој си проблем. Проблемот е ако мутацијата значи настане на ДНА материјалот кој кодира за поправање на мутации. Например, имаше една клетка која што има одреден ДНА материјал, овој кој имаме. И сега например овој тука ген од ДНА кодира за ензим, односно протеин, а тој протеин служи за репарација на мутации. Така преко разгледавме различни ензими кои репарираат мутации. Е сега, ако мутацијата настане на генот кој го прави протеинот, кој прави репарација, например тука има проблем, тој нема веќе да поправа. Така да секоја нова мутација ќе си остане, ќе се задржи. Веќе нема да биде поправена. Едноставно тој што треба да ги поправа не работи. Бидејќи он самиот е мутиран. И затоа имаме повеќе системи на репарација. Например, имаш друг ген кој репарира на друг начин, кој неговиот протеин ќе го репарира генот кој служи за правење на првиот репарирачки протеин. И така некако може да се чуваат еден со друг. Како еден круг, ако првиот се расипе, вториот ќе го поправи првиот, ако вториот се расипе, првиот ќе го поправи вториот. Но проблем е например ако двата се расипат истовремено, така сега ќе рече некој, кои се шансите и двата се расипат истовремено. Ама не треба да заборавите дека имате 100 трилиони клетки кои се постојано под некакви си дејства. Значи кога тогаш ќе се случи? И што подолго време помине, значи што постари сте, значи како што поминуваат те, поголеми, не се поголеми шансите, него подолго време поминало, така што да, на некој начин се поголеми шансите дека сега ќе биде мутат. И овие најчесто мутации кои се на ДНА репарацијските системи може предизвикаат канцер, особено потоа ако се зафатат гени кои
се одговорни за клеточниот циклус, тогаш кога имаме канцер. И ова збориме дека и соматските клетки. И тоа е уште една битна работа, дека мутациите кои настануваат на соматски клетки не се скоро воопшто одговорни за еволуција, бидејќи добро влијаат врз селектирање на партнер, но не се пренесуваат во наредните генерации. Значи мутации кои настануваат на полови клетки се тие кои се одговорни за еволуција и тоа само ќе го речнеме, но претходно да спомнам, некој може да се запраша зошто со тек на време како што старееш се поголеми шансите за мутација, за некоја лоша мутација. Едноставно поради математика, не дека ти се расипуваат механизмите за одбрана, за репарација, они се расипуваат, ама тоа не е се толку статистички важно, него важното е како ќе направиме еден пример. Например, ако вртиш паричка и ти се паѓа петка, така не ти се паѓа глава, и вртиш паричка, ти се паѓа петка, ти се паѓа петка. Што подолго време помине, има поголема шанса дека сега ќе се падне глава. Сега ќе се падне глава. Значи, што подолго време вртиш петка, се поголема и поголема ти е шансата дека сега наредниот пат ќе биде глава. Како во тој смисол работи. Значи, ако имаш една джекпот машина, каде што треба да трефнеш 3, таму што се некој овошје или што и да е, ја вртиш и да речеме дека се трефнува еднаш на милион, еднаш на милион, на 1 милион, што подолго време ја вртиш, поголеми се шансите дека наредниот пат ќе ја трефнеш. Така, например, првиот ден вртиш, има шанса 1 на милион. Вториот ден кога вртиш, има шанса 1 на 999.999. Третиот ден кога вртиш, имаш 1 врз 99998. Така, и постојано се намалува шанса, односно се зголемува шанса дека ќе погодиш. Така, не мора да стигнеш ти до 1 на 1, па за да го погодиш ти може уште на 100.000 да го погодиш, така, да го трефнеш. Така што тоа е начинот на кој што си постар, што повеќе време поминало, поголеми се шансите дека ќе има некоја лоша мутација. Сега можеме многу да збориме во врска со мутација и еволуција, но едноставно тоа видео би било многу долго и тоа мислам да го оставам во кога некогаш би имало предавање за еволуција и таму убаво ќе се објасни како се тоа работи. Но добро, тоа би требало да биде сезо табелава да видиме, ќе заборев. Значи ова е една табела за мутацијски стапки во геномите на разни организми. Кај човек, гледаме дека е 5 по 10 на минус 8 шанса по една килобаза, значи килобаза е 1000, значи немаме ние 3.200.000 базни пара, него имаме дека уште 3 нули треба да додадеш, што е кило. Значи 3 билиони базни пара. И сега по геном, значи ова е 0,1%, а всушност да се погоди на кодирачка ДНА, значи не баш како што го правев овој пример, 90 спрема 10. Нормално ја ги земав произволно, не знам колку е, приближно е толку и точниот, но шансите се 0,004%. Така, во дадена клетка, сега ти имаш многу клетки и тоа ќе се случат некаде, ама сега тоа е. Значи ова на некој начин можете да го гледате како процент per day. Значи волку на ден, така. Ден. И за утре ќе биде 8, за утре ќе биде 16, после тоа ќе биде 32 и така натаму и така натаму. И до така време ќе стигнеш до 1%, односно 1 на 100 луѓе ќе биде. Добро, тоа беше се за ова видео, се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео каде што ќе почнеме со хромозомски мутации, односно хромозомска менливост и го ставив како посебно од овие ДНА репарацијски системи и се тоа, бидејќи си заслужува како посебна категорија, значи сега се откачив на овие точкасти мутации поредени со гени, ќе идеме на цели хромозоми. Добро.